Добар ден, почитувани гледачи. Полека, но сигурно пристигнуваат поубави денови, барем од метеоролошки аспект. Со зголемувањето на температурите на улиците се појавуваат повеќе возила на две тркала. Некои од моторциклистите лудуваат, а подеднакво неодговорно се однесуваат по клиниците на електричните тротинети, за кои не постои сообраќајна регулатива. Порше ја лансира највозбудливата изведба на 911-ката наречена Тарга. На тест ја имавме плагин верзијата на BMW X5 E45. Поради Брекзитот, британците ќе ги плаќаат увозните возила за 10% поскапо, а една од жртвите на вирусот COVID-19 е рентакар компанијата Hertz. Сепак, почнуваме со убавите работи, а вистински шок е веста дека престижниот Rolls-Royce Cullinan може да се купи веќе од 15.000 евра. Сер Хенри Ројс има речено дека малите работи го прават совршенството, но совршенството не е мала работа. Водејќи се од тоа, компанијата која го носи неговото име го представи својот најнов модел кој е мал и совршен. Се работи за автентична макета на Cullinan во размер 1:8, направена до перфекција. За да ви доловиме колку неговите снимки ги измешавме со вистинскиот автомобил. Изработена е од преку 1000 делови за чие составување се потребни 450 работни часа. Во предниот дел се наоѓа верна реплика на V12 моторот, а купувачите ќе може да бираат меѓу 40.000 стандардни бои. Во зависност од опциите, цената му се движи од 15.000 фунти па нагоре. Иако е една од најстарите и најголеми светски агенции за изнајмување возила, Hertz не успеа да го издржи ударот на коронавирусот и оди под стечај. Компанијата со седиште во Флорида сега ја очекува реорганизација со цел да се обезбеди подцврста финансиска структура која најдобро ќе ја позиционира за иднината. Со стечајот ќе бидат опфатени американските и канадските филијали на Hertz, како и нејзините подружници Dollar, Thrifty и Firefly. За време на постапката тие ќе продолжат со работа за што се обезбедени повеќе од $1.000.000. Иако оваа сума е значително висока, сепак ни одалеку не може да ги подмори долговите на компанијата кои се искачија над $24 милијарди. Колку за споредба, Hertz ланската година ја заврши со приход од $10 милијарди и имот во вредност од 26 милијарди. Компанијата располага со околу 550.000 возила, за кои должи $13 милијарди. За жал, најголем дел од цената ќе ја платат вработените. Се очекува нивниот број да се намали за 20.000, што е половина од глобалната работна сила на Hertz. Во историјата на легендарната 911-ка запишувано е дека има 3 каросериски изведби. Стандардната, купе, атрактивната кабриолет и магичната Тарга, која според мене е она вистинското. Можете да ги почувствувате благодетите на возењето без покрив над главата, а сепак да ја имате практичноста и заштитата на затворената каросерија. Сепак, голема дут на Тарга е дизајнот и страста со која е конструирана. Па, ако имате вишок 130.000 евра за автомобил, еве ви аргументи зошто треба да ги потрошите токму на овој модел. После купе и кабриолет изведбите, Порше ја подготви и третата верзија на 911, која според заколнатите ентузијасти на моделот е онаа вистинската.
Поврзувајќи се со легендарното име од кое го влече наследството, новиот 911 тарга го донесува најдоброто од двата света, јасно асоцирајќи на легендата од 60-тите години од минатиот век. На сите нам ни е познато дека тоа значи целосно доживување во возењето без компромиси, подпомогнато со склопување на подвижниот дел од цврстиот покрив, за што се потребни 19 секунди. Како нагласуваат од Порше, тој како и кај изворниот тарга се состои од карактеристичен широк обрач, подвижен дел над предните седишта и заоблено задно стакло. Токму ова на 911 тарга му го дава препознатливиот изглед без оглед за која генерација зборуваме. Ако сепак се концентрираме на најновата, незините купувачи ќе имаат на располагање две изведби втемелени на 3-литарскиот турбобоксер мотор. Онаа со ознака 911 тарга 4 располага со 385 конски сили и со опционалниот спорт хроно пакет забрзува од место за 4,2 секунди до 100 км на час, точно за десетинка побрзо отколку досега. Верзијата Тарга 4S со своите 450 коњи го постигнува истото за 3,6 секунди, што е за дури 4 десетинки подобро. Разлики кај максималната брзина скоро и да нема, но тоа и не е битно. Позначајно е што и двете верзии сериски се опремени со 8-степен менувач со две спојки, интелигентен Porsche Traction Management и погон на сите тркала. Кој сака ќе може да добие и мануелна трансмисија, како и посилни сопирачки дискови од композитни материјали. Од покорисните додатоци треба да се спомене и InnoDrive системот, кој вклучува адаптибилен темпомат и механизам за подигнување на предниот дел кога се поминува преку лежешки полицајци. Посилниот модел ќе може да се добие и со електронска блокада на задниот диференцијал и со посебен режим за возење во услови на дожд, кога возилото автоматски се прилагодува на влажната подлога. Ако се биде како треба, новите модели на 911 ќе стигнат на пазарот во август годинава, но цената ќе се движи од 130.000 евра па нагоре. Како ќе изгледа возилото на иднината? Ќе има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Се движат без никакви правила. Ги користат тротоарите, пешачките премени и сообрекејниците, не внимаваат многу на своето обкружување, не користат никаква заштита и нема никакви прописи по кои би биле санкционирани.
Не зборуваме за дивите и бунтовни моторџии, припадници на озлогласнените братства, туку за корисниците на електричните тротинети. Државата мора да направи нешто да ги воведе во ред дивите тротинеджи, кои не се закана само за себе, туку и за останатите учесници во сообраќајот. Доколку тоа се сведе на толеранција, како кон камиказе моторџиите, што не малтретираат по цели денови по булеварите и агресивните питаџии по семафорите, тогаш само Господ нека ни е на помош. Ги среќаваме во голем број, а во иднина ќе ги има се повеќе. Со својата економичност и практичност, електричните тротинети на јуриш ги освоија и нашите улици. Не ни требаше многу време да сватиме дека се совршен лек за гужвите и одлична алтернатива за јавниот превоз. Ги има секакви, од ефтини кинески кои едва и се носат самите себе си, до такви кои развиваат дури и 50 км на час. Но додека градот ги субвенционира, законот не ги препознава. Како нов тип на превозно средство, тие никаде не се дефинирани и иако ги гледаме на улиците, тој не може да ги види. Затоа можете да ги возите пијани или дрогирани, да изведувате акробации и воопшто да правите што сакате со нив. Полицијата не може да ви напише казна, оти нема врз основа на што. Ова сепак мора итно да се смени, бидејќи нивните возачи се целосно незаштитени и физички и законски. Мора да се донесат правила какви електрични тротинети смеат да се продаваат, пред се во поглед на безбедноста и светлосната опрема. Треба да се регулира и кој, како и каде смее да ги вози. Германија прва го стори тоа, пропишувајќи дека тие може да бидат управувани од лица постари од 14 години со брзина до 20 км на час. И тоа на јавните сообраќајници, што значи не само по велосипедските патеки, туку и на улиците и булеварите. Но таму сообраќајната култура е на високо ниво, а токму заради нашата, мора да ги заштитиме возачите на електричните тротинети додека не е доцна. Баравте, гледајте. Само тоа е исправниот коментар на бесот на британските граѓани што треба да плаќаат 10% повеќе на увозните возила на име на царина по напуштањето на Британија на Европската Унија. Од друга страна пак со обединувањето со ПСА, италијанскиот Фиат ја гледа својата иднина во теренизацијата, барем во изгледот на своите модели и електрификацијата, исто како и корејската Kia, која до 2025 година ќе има дури 11 електрични модели. Прашањето кое долго време се поставуваше конечно доби одговор. Со усвојувањето на новата царинска политика сега е познато како автомобилската индустрија во Велика Британија ќе продолжи после Брекзит. Но одговорот нема да им се допадне на милиони британци, бидејќи во иднина ќе плаќаат по 10% царина за автомобилите увезени од Европската Унија. Таа според новите прописи ќе се применува од 1 јануари 2021 година и ќе важи се додека не се подпише договор за слободна трговија. Во моментов Британија се стреми да обезбеди 80% од својата надворешна трговија да биде покриена со вакви договори. Дотогаш царина ќе се плаќа на многу производи, но не и на деловите и репроматеријалите што се користат во автомобилската индустрија на островот. Тоа значи дека истовремено со поскапувањето на увозите се очекува домашните автомобили да поевтинат. Властите тврдат дека со ваквиот начин на тарифирање ќе се заштити и ќе се помогне на индустријата, иако се очекува Европа да реагира со реципрочни мерки.
Уметност е да се направи мал автомобил, а италијанците беа мајстори за тоа. Но времињата се менуваат и на стара слава не се живее, заради што од некогашните 50% Фиат лани падна на 15% учество на домашниот пазар, а во Европа на 1/3 од тоа. Не е мистерија дека се потребни нови модели, но онакви какви што купувачите бараат. Така, во напливот идеи понудата на компактниот типо ќе се прошири за протеренската крос верзија, а и веќе пензионираниот Punto ќе добие наследник исто така во кросовер издание. Со ова се очекува Фиат да поврати дел од имиџот и да го засили своето присуство во профитабилните пазарни сегменти. Ќе биде обновена и моторната понуда, која ќе вклучува повеќе хибриди, а идната соработка со PSA треба посилно да ја воведе и електриката. Се разбира, основата и понатаму ќе ја сочинуваат семејството 500, а ќе преживее и Панда. Кија ги објави деталите за првиот продукт од планот за електрификација со кој треба да исчекори од фокусот на работење на еден класичен автомобилски производител. Тој произведува 11 нови електрични модели до 2025 година, предводени од кросовер со автономија од 500 км. Треба да биде поставен на новата наменска платформа, а за електричниот погон ќе се погреши хрватскиот Римац. Затоа и се очекува тој да има способности слични на Porsche Taycan, меѓу кои и систем за полнење од 800 волти. Упатените го споменуваат престижниот концепт Imagine како инспирација за неговиот дизајн, но од страна на корејците тоа не е директно потврдено. Овој кросовер, кој засега има работна ознака CV, треба да се појави идната година. За остварување на својата бизнис стратегија, Kia ќе инвестира $25 милиарди. Таа треба да овозможи 20% од возилата што ги продава во Европа да бидат електрични. Поради се построгите брзински ограничувања на патиштата, автомобилската индустрија доаѓа во парадоксална ситуација. Едната е што многу марки не сакаат да се откажат од своите мускулести изведби, чија сила ги погонува и двојно повеќе од ограничувањата на максималната брзина, а за тоа имаат купувачи. Примерот на Ford Mustang, кој е најпродаван спортски модел лани, ја докажува оваа теза. Другата е само цензурата која ја воведе Volvo, која ограничи максималната брзина на своите модели на 180 км на час. По кој знае кој пат поред, Ford Mustang освои уште една титула за најдобро продаван спортски автомобил. Со неа го круниса ланската продажба од 102.000 возила пласирани во 146 земји низ целата планета. Со тоа се потврди исправноста на одлуката на Ford од 2015 година да го продава овој модел глобално. Дека му престои голем успех, тогаш покажа уште самото лансирање на иницијалната серија од 500 примероци во Европа, кои беа распродадени за само неколку минути. Пред тоа тој беше ексклузивно наменет само за Северна Америка и пар привилегирани пазари, каде исто така беше најпродаван спортски модел со децении наназад. Поточно, уште од времето кога се појави во 1965 година. Форд за него тогаш имаше желба да продава по 100.000 примероци годишно, ама стана автомобил кој секој сакаше да го има и уште првата година стигна до 4 пати повеќе купувачи. Со тоа ја креираше така наречената пони класа автомобили, која го дефинираше и самиот американски стил на живот. Колку длабоко нека посведочи фактот што се има појавено во скоро 10.000 филмови, телевизиски серии, емисии и музички спотови. Интересно е што првично беше замислен како двосет кој би се викал Кугар, но Форд уште во раната фаза на развој се откажа од тие идеи.
Ни шесте генерации еволуираше во разни насоки и доживеа секакви трансформации, некои успешни, други нешто помалку, за да од претходната се врати на исконскиот мускулес дизајн. Сегашната генерација во Соединетите Американски држави се продава во вкупно 12 различни верзии по цени кои започнуваат од $27,000. Volvo започна да го остварува најавеното. Од сега ниту еден нивни нов автомобил нема да може да вози побрзо од 180 км на час. Ова ограничување ќе биде имплементирано кај сите модели без разлика на нивната сила и можните перформанси. Исклучоци ќе има само кај возилата за полицијата. Како единствен производител во светот со вакво нешто сигурно ќе предизвика негодување кај дел од корисниците, иако реално многу малку од нив некогаш возеле побрзо, барем легално. Тоа е можно само во Германија, а истражувањето на швеѓаните велат дека токму тоа возачите кои поседуваат некој автомобил од оваа марка се најсовесни. Овој чекор на Volvo е дел од стратегијата да постигнат во нивните автомобили никој да не загине. За тоа беа развиени бројни иновативни безбедносни асистенти, но човечкиот фактор не смее да се исклучи. Како пример се наведуваат безбедносните ремени кои Volvo ги има воведено пред 61 година, но и ден денес бројот на возачите кои не ги користат е голем. До каде оди размислувањето на швеѓаните сведочи и нивната одлука сите нови автомобили стандардно да ги испорачуваат со посебен клуч кој овозможува дополнителни ограничувања на брзината, што е идеално доколку возилото се одстапува на некој друг со помало возачко искуство. Движењето на струјата е еколошко и тивко. Ја нема онаа типична звучна загаденост која се јавува од моторите на внатрешно согорување. Електричниот погон, како што реков, е извонреден, но тој треба да се наполни. Батериите треба да се наполнат. Во град Скопје има неколку пунктови за полнење на батериите, а еден е кај Залошката градина веднаш до собранието на град Скопје, каде впрочем и јас се упатив. Да се наполни една батерија на електричен, односно плагин хибрид, треба време. Треба време бидејќи полнењето на батериите изискува одредено време на полнење, во зависност од каков е полнечот. Еве, овие полначи што се тука поставени низ градот Скопје овозможуваат да се полнат батериите непречено. Она што морам да го пофалам е тоа што сега свеста на возачите е повисока, па затоа на местата кои се резервирани за полнење на електричните и плагин хибридите нема паркирано неадекватни возила. Тоа е првата предност. Како кај сите плагин хибриди, опремата за полнење се наоѓа во задниот дел, односно во гепекот. BMW X5 поради своите зголемени батерии нема веќе трет ред на седишта, како што имаат повеќето конкуренти, а самата опрема за полнење се наоѓа тука. За жал, сериски доаѓа само полначот кој може да се приклучи на струја од 220 волти, додека оние побрзите кабли кои се ставаат во полначите кои се поставени низ Скопје чинат дополнителни 400 евра.
Додека се полни батеријата, односно додека ќе освежиме малку батеријата, ќе посветиме време на внатрешноста. А внатрешноста ме подсетува на луксуз и раскош. Можам слободно да кажам дека во внатрешноста на BMW X5 се чувствувам како во аристократска гарсонјера. Зошто? Бидејќи секаде околу вас има извонредно квалитетна кожа. Гледајте ја само палката на менувачот, која впрочем и не се користи многу, но е направена од Сваровски. Истото се случува и со ротациониот селектор кој е на самата централна конзола. Околу мене се насекаде цитати на висока технологија, а за возење не треба многу. Потребно е само да се допре копчето и веднаш се буди електричниот мод на работење, а тоа е извонредно тивок. Во градски услови на возење BMW X5 плагин хибрид можете слободно да го возите само на струја. Се разбира доколку ви се наполнети батериите. Тие имаат капацитет од нешто повеќе од 17 киловат-часови и овознужуваат автономија од 62 километри. Звукот на тишината при движењето е навистина возбудливо. Во градски услови на возење немате потреба никаде да брзате. Например, во Дебар мало ограничувањето на брзината на движење е 30 км на час. Тоа е сосема доволно за да се движите нечујно како нинџа низ улиците на градот. Секако дека овој електромотор кој располага со некаде околу 120 на конски сили има потенцијал да забрза одлично. Впрочем, тоа и го направивме. Гледате, електромоторот има извонреден вртежен момент и забрзување, но не е поентата во тоа. Поентата е еколошки да се движите низ улиците на нашиот град и на секој град на оваа планета. Возењето на BMW X5 во плагин хибридна изведба е посебно искуство, бидејќи имате можност да го возите само на струја, во спортски мод на возење, потоа во хибриден мод на возење, а овие модови ќе ги објасниме. Во овој момент возам на електричен модус на возење. Батериите се способни да испорачаат, барем како што е декларирано, 62 километри возење исклучиво на струја. За тоа е потребно да се наполнат батериите. Но, кога ќе го префрлам во хибридниот мод на возење, тогаш работењето на двата мотори е избалансирано. Испод каубата имаме 6-цилиндричен реден бензински мотор кој испорачува 278 конски сили. Во синергија со електричниот мотор, тој кој има 119 конски сили, заедно испорачуваат 389 конски сили, што е извонреден податок и фантастичен податок. Тоа е рамно на едно многу добро спортско возило. Па дури имаме и Ферари кој има околу 400 конски сили. Дали може да се уживаат овие 400 конски сили? Секако дека може, бидејќи работењето на двата мотори го претвора BMW X5 во плагин хибридна изведба од едно семејно ориентирано и луксузно возило во вистински волк во јагнешка кожа. Можете со него да направите што сакате. Јас во овој момент ќе ја префрлам електрониката да делува во модусот спорт, бидејќи подобро можам да ги осетам тие 390 конски сили. И она што ме фасцинира, тоа е што го слушам продорниот звук на 6-цилиндерскиот реден мотор. Вид овозможува навистина потентни забрзувања кои
слушате и сами, го лачат адреналинот, но и ендорфинот во вашето тело. Оваа изведба на X5 тежи 2,7 тони, но поради моќноста на моторот и синергијата на двата мотори, таа се однесува како да е 1 тон полесна. Погонот на сите тркала ви овозможува да извлечете максимум од оваа комбинација. Целиот склоп на X5 е механички извонреден. Уште подобро би ми се допаднал и би бил уште подобар доколку управувачот не би бил толку лесен. Тој ви дава добар фидбек, но мислам дека за вака потентно возило треба да имате управувач кој е малку поодговорен, како што е, да кажеме, кај лимузините, но сепак високото тежиште го прави своето. Смалената потрошувачка се одразува на економичноста, впрочем тоа е и целта на плагин хибридите. Во првите 100 километри, кој доколку ви е полна батеријата од 17 киловат часа, можете да поминете 62 километри на струја. И во првите 100 километри, значи оние другите 38 ако ги извозите на бензин, тогаш емисијата на CO2 може да ја спуштите и до 38 грама. А кога се зборува за спортско корисните возила, мора да напоменам дека BMW високо се искачи над конкуренцијата. Можеби не може да се спореди со перформансите со еден Porsche Cayenne, но секако дека има голема предност во однос на сите останати луксузни, односно премиум марки кои се негови директни конкуренти. Јас топло ве поздравувам, ви посакувам да останете во добро расположение и здравје до нашата следна средба за 7 дена. До гледање.